не сум идиот, нема да се повторувам ова што го зборев. Вакво нешто немам доживеано толку пати да ми се упадне у Фејсбукот, да ми се прекине видео обраќањето. На крај последното видео обраќање кога ми се прекина, фактички не ни добив информација дека можам да го продолжам предходното кај што сум застанал, него веднаш бев префрлен на нова видеоролна дека треба да правам, дека треба старава да ја заборавам, и кога отворив после видов дека само неколку последните секунди се останати од обраќањето кога последниот пат бев прекинат. Така што нема ништо да преудицирам сега ова, но вакво нешто до сега, знаеш, се случувало и порано да ми се прекине оваквото, но обраќањето, но сум можел да го продолжам после тоа и ќе се случило еднаш до кај два пати, со временски јас меѓу нив одреден, ама овој пат буквално на секој 2 секунди, едно 5-6 пати бев прекинат и не знам дали тоа се случуваше од самиот алгоритам на Facebook, дали тоа некој појма немам намерно го правила, не се разбирам до толку за да можам да донесам таков суд, но секако дека нема сега да го повторам оно што го зборев добри 22-3 минути, пошто ми е глупо и навистина овакво немам намера да правам нешто што нема веќе да биде така спонтано како што би било кога првиот пат сум го кажал од небо по ребра, што се вика. Сега ќе биде тоа само едно обично присеќавање, неќам така. Кога би правил така, би веројатно би пишувал текстови, па би ви ги читал вака како презентер на вести. Таква намера нели немам да направам, што значи овака извинете што не успеав ова видео да го завршам до крај, па она ситното што останаа фронслите од него и ги избришав од мојот профил, пошто се тоа фронсли, нема веза, така што се гледам на некоја друга прилика и јеби га, тоа е тоа. Состојбата во фелата, во која што веќе способниов, ете ви ситуација кај што способниот веднаш ке замине. Кој ќе види дека овој Дунстеров одлучува за него како да го работи бизнисот, што да работи, како да прави, разбирате? Дека он, пример, од позиција на министер, неспособниот одлучува за овој способниот што и како треба да работи. Да кажеме, тоа сакав да кажам, ако некој не ме разбра. Нема да си одат, ќе си одат ангро, како стадо ќе си заминуваат. Значи, од шок у шок. А гледај ги овие на телевизија, како оваа, невинава, абе мет им тече од уста. Мет им тече од уста. Што е бе тоа? Луѓе на највисоки функции у правосудниот систем да имаат умеѓу време приватни бизниси за фотоволтаици, за куровна. Нормално тоа све не е на нивно име. Не, да се разбереме тоа. Други родителите на Сната, родителите на Зето, братучедите на овој, стриковците на оној. Бе, шо сме ние, бе, људи? Шо сме ние? Што е ова, бе? Елдорадо ли е? 35 години, еј. 35 години. Само да се крадело. Ние, самите, за овие 35 години ги избркавме најспособните од овдека. Самите ги избркавме најспособните, затоа што не се луди да стојат рамо до рамо со дунстериве, што купуваат дипломи, што полагаат 14 испит у еден месец. А не се идиоти, тој што стоиш вистински што има високо IQ, што со труд завршил медицина, електротехника, машински факултет, курот на магарето. Неговата интелигенција не дозволува да биде ставен во ист кош, да биде порамнет со овој Дунстеров што купил диплома. Абе, одбива таква работа, бе, му се гади од тоа. Вика, готово е. Ја не можам да бидам во иста фела со овој идиотов што купува дипломи, кого не знае ништо. Затоа си одат луѓето, кога ќе го сватиме тоа.
А нормално тие туѓинците тоа и го чекаат. Дајте вие све, создадете кадри квалитетни, дајте ни вие најквалитетните, ако вие сте вложиле пари у нив. Ама се ние ќе си ги земе, ние ќе правиме со нив уште поише пари. А ете ви ги на вас тие џукелите што купуваат дипломи и тие професорите што ги продаваат оценките на овие џукели и кои што им ги продаваат и дипломите на овие џукели. И остануваат џукели. Држава на џукели станува. Пардон, и на светици, и на светци, што немаат врска. Не се они не знаат ништо, они тоа некој тамо, родители, нивни блиски, ама они каква врска имаат со блиските, со родителите? Каква врска, вика, имаше овој со Боки Тринеска? Нема никаква врска, па не седеле, не се знаат. Како вика не се знаат, па нели живеевте 2 куќи од неговите родители вама у населба? Абе, лудило, а они не седнале, не се знаат. А иначе 2 куќи живееле тука у близина, на 2 куќи биле раз. Ама немаат поима кои се, што се, не се виделе они бе. Абе кај ни не сме имале никако да се видиме. Ако тука сме на иста уличка живееме на 20 метри далечина, немаме поима кои се комшиве. Ја прв пат го гледам овој. Боже пази. Кого го правите луд бе? Абе зашто не правите луди вака сите бе? Абе срамота е више ова. „35 години, еј. Ја ти велам, министерке Весна, зимај полиција каква сакаш, влагај, провери и во Славјански, и во тие тетовските универзитети, влези сегде кај што има. Ја мислам дека вилица ќе ви падне. Вилица ќе ви падне. Јево те Бог. Ќе правиш деца, ќе ги пушташ на школо, ќе вложиш у нив, ќе плаќаш, ќе ги убедиш да учат, за да студираат утре нешто јако, за да завршат нешто јако, за да бидат квалитетни, конкурентни на пазар на труд, али у странство. У странство. Затоа што овде гледаш какви ретардирани со 2 грама школо ти доаѓаат после тоа ќе заврши некаде, земал диплома 2017, 18, 19 на некој таков штипски, славјански, мавјански универзитет и го гледаш после тоа ти станува директор на некој јавно предпријатие, ти станува министер, ти станува ова, он ти диктира овој како да живееш, што да правиш, он ти предложува закони, ти ги извршува после тоа законите, ти предложува промени, ова не чинува, треба да се смени реформи, па после тоа законите што ќе стигнат според тие нови реформи направени, па ги спроведува, па тие баба матер, пошто има 2 грама школо. Замислете каква е таа, каков е тоа комплекс. Некој што ја знае азбуката до буквата Г, кој ќе добие 3 дипломи за 2 години на некој од овие универзитетиве ебени и кој ќе дое на висока функција, кој ќе ти стане директор или министр, можете да замислите каков е тоа кик кај него. Па он мисли дека му е најголем. Најголем, тоа го вие сенегалци бе, овие од Конго гомна да јадат него колку му е голем. Најголем му е. Или обратно за женски аспект. Најубава е, нема тука, нема поубава бе. Која е поубава од мене? Која? Нема таква. И пуни такви комплекси ќе им мебат матер на се што е квалитетно. Тоа вие не можеш ни медиокритети да ги наречеш, тоа е ниво испод медиокритети. Тоа се не знам како да ви објаснам. Дури комплимент е да им кажеш аналфабети. Аналфабет значи неписмен. Ама и тоа е комплимент. Затоа што има луѓе неписмени кои што се нит се обиделе да купат диплома, нит се обиделе 14 испити да положат ут еден месец, нит имаат амбиција таква. Они се добри, неписмени, а може и работливи. И може си работат поштено да си го заработи лебот да има што да јаде у тој месец. Значи неќам ни со таков комплимент да ги закитам дека се аналфабети, неписмени. Ја не знам како да ги наречам тие луѓе. Не знам како да ги наречам.
И нормално тие што им го прават кејфот да бидат токму такви и да профитираат утре од таа нивна ништожност. Може тоа е најточниот збор, ништожници, од ништо. Они се ништо. Значи они не се ни медиокритети, ни аналфабети. Они се ништо, затоа се ништожници. И утре на такви ништожници, на таков ништожник, што завршил 14 испити еден месец, или што си ја платил оценката 300 или 500 евра на универзитет, ќе го туриш да биде министер или директор, ќе ти ебе матер. Ние сме биле сведоци у последниве 30 години, особено последниве 20 години. Кога ги читаат оние CV-а на усобранија на некои министри што стануваат министри на ова, министри на она, министри на ова, министри. Луѓе го читаат CV, на CV има 3 реда. А он министер го ставаат за вакво, со 3 реда CV. Толку им се празни CV-ата, што има работи од типот од неговата биографија има работи од типот и станал на стара изнемоштена жена кога влегол во 20 кец у јавен превоз. До толку им се празни CV-ата, нема ништо у нив, гледаш дека е тоа вештачки пополнувано, глупости пишува внатре. Ништо не направил у животот, ама буквално ништо не завршил. Ке земе таа джукела што положила 14 испити у еден месец, ке земе утре за месец дена и ке магистрира и ке те докторира. А шо нема? А кој ке поверува друг сега дека он нема утре за еден месец да докторира и да магистрира? Тоест да магистрира па докторира. Еј, доктор на науки. Доктор на науки, ке кажете Тито. Далеку сме ние од времето на Тито. Одма да ви кажам. Тоа беше држава со сите стандарди. Држава по сите параметри. Држава со сите салтанати. Држава беше тоа. Од таа држава абортиравме 6 други или 7 државички, у кои што джукели купуваат дипломи и полагаат по 15 испити у еден месец. Тито, знаете како се стануваше доктор на наука Југославија? Ако овие моја возраст памтат што се, и малце повозрастни. Ама овие помладиве што ме гледат, тие не памтат. Тие не знаат како се станувало доктор на науки. Доктор на науки, ти не можеше да станеш пред да наполниш 45 години. Не дека тоа го пишуваше у закон негде, мора да наполниш 45 па да станеш па да запишеш докторат. Не, мислам дека тоа не го пишуваше. Но таков беше системот. Такова беше хиерархијата. Таква беше можноста да растеш, да се развиваш. Да ти прво мора да стекнеш многу големо искуство, вклучувајќи животно искуство, не само академско искуство, па да некој да предложиш тема за докторат, па комисијата да ти ја прифати темата, па да ја почнеш процесот на докторирање кој што може да трае охохо. Па ако случајно некој станеше доктор на науки на 42 години или 40 години, тоа беше, како да ви кажам, тоа фамилијата негова креваше шатор у двор или у мало и викаше 1000 души со блех музика и тоа како свадба се прославуваше. Значи детево или девојкава, женава или мажов што докторирале на 40 или на 42 дека се они гениалци. Тоа значеше звањето академско доктор на науки. И доктор на науки кој ќе видеше на телевизија у некоја емисија викнат да збори за нешто за што му е него ова специјалност. Ти го слушаше вака со отворена уста. Замајан. Некои жени ке веројатно такви доктори науки кога гледа одма се заљубува во екран. Пошто знаете, она време на Тито беше нормално жените некако да се попалат на интелигенција кај мужите. На нивна на нивното образование, на нивните стекнати образовни степени. Знаете, имаше жени на начинот како они зборуваа, колку елоквентни беа, какви ерудити беа, какво енциклопедиско знаење има. У тоа време имаше и жени кои што ќе се попалеа кога гледаат вакви
доктори на науки на телевизија, што збори, знае, она почне да тече, да се влажни цела. Зашо изборам ја уствари сега, бе, људи? Зашо изборам, бе? За времето на Тито и за цурите кои што тоа време се палеле на образувани момци, доктори на науки, курсе, тресе, Зашо изборам, бе? Живееме у општество на ништожници, на купувачи на дипломи, на продавачи на дипломи. И сакате држава, у меѓувреме туѓинците ги земаат све што е квалитетно од тука. И што е најжално, нема родител што не им кажува на своите деца: учете, завршете нешто квалитетно да бидете конкурентни на пазарот на труд во светов. Утре моето дете да паѓа у депресија и да се нервира затоа што една ваков ништожник со купена диплома ќе се изживува на него. Со купена диплома од Штипски, Славјански или не знам кој таму универзитет. Министерке Весна, извини презимето, у моментот од преска не може да ми текне затоа со Весна само ти се обреќа. Зема ја коњицата, влези по тетовските, на Славјански, сегде, у секој универзитет, што постои држава, да, туризам, да му... Влези, слободно влези. Слободно влези. Ама со коњица се влага тамо. Тамо веќе не е ситуацијата прво да дојде ова инспекција, ова. Не, коњица цела. Влагаш натре, јуриш, блицкрик правиш. Мислам дека државичево на глава ќе се преврти од тоа што ќе најдете. И тоа што се дешавало изминати 10-15 години. На глава ќе се превртат сите. Јас знам за многу луѓе кои што на одредени од овие универзитети буквално си ги купија дипломите, а не знаеа ни што имаа дипломирано. Пошто нивната цел беше друго, животот и со друго се занимава, но им требаше таа диплома како еден вид на појма немам. Ајде да се види дека имаат бекап, дека учеле, појма немам. Стварно појма немам зошто. Предпоставувам, но ајде сега, зборејќи за тоа да не ги откријам ликовиве кои се од конкретно и од спортов и од овој и од оно. Срамота, бе. Срамота. Да одиш да си земеш диплома, да не знаеш што си дипломирал, на кој факултет. Или да ти каже, сега која земав дипломата, прочитав, ама се у моментов не можам да ти кажам што имам дипломирано, на кој факултет беше, тоа имам заборев. А иначе прочитав која земав дипломата, доека траеше свеченост. Људи, ти утре твоите деца ќе ги оставиш со овие заедно на исто рамниште, у иста канцеларија да седат, иста работа да работат. И сите мутави се прават. Ја ви кажем, ние, Европска унија, што нема да видиме, нема да видиме. Тоа би сакал да бидам слушна, барем слушна. Ја не сум никаков фактор у држава, ја немам никаква политичка моќ, ништо немам од тоа. Но би сакал барем малку да ме слушна. Људи, единственава шанса да обстанеме како држава, ова се однесе на овие кои што се на власт. Единствената шанса да обстанеме како држава, да обстане овие тешки моменти, кога живееме под константни притисоци, закани за поделба на државата, за федерализација на државата. Единствена шанса е да ја дадете наредба на коњицата да ја преврти држава на грб. На грб да ја преврти. Да излезе све што е труло у неа. Да исцицате секоја капка на гној што у неа. Да отсечете дури најмалата метастаза која што ќе остане после сечењето на големата метастаза. Све живо од корен да извадите. Тоа е шансата, инаку немаме шанса. И само така ќе ги задржите луѓето, младите, да не си одат од овде. Барем тие квалитетните, тие идиотите така нема никаде да ги примат, кога и шо, тие така ќе ни останат овде. Идиотите ќе ни останат. Квалитетните е проблем што ќе си ги земат туѓинците. Не знам што не е јасно тука. Како 35 години ова уште не ни стана јасно. Какви реформи? Не можеш ти реформи на метастазирани темели да спроведеш. Какви реформи? Тоа е само, како да ви кажам, тоа се само палиативни мерки, привремени нешто, мрц, шрц, у суштина е скапано, кога е нешто скапано.
Не можеш да го лечиш со кое нешто метастазирано, не можеш да му даваш андол. Тоа е андол. Кога ти е све скапано другото. Судскиот систем, правосудниот систем, ова, она, тоа ги гледаш цели фамилии како изврзани како црева, испреплетени вака. И сите мутови, сите светици се прават, и светци. Крадачи нема, корумпирани нема. Али и 100.000 евра задзидани зад плочки има. Од кај се, зашо се скриени? Од чесен бизнис е, од земјоделие се. Па не искачат земјоделие дека се од фирма некоја фотоволтаици шо лудило е, лудило. Еј, луѓе, у највисоките структури на правосудниот систем кај што им е плата преку 2000 евра, имаат потреба приватни бизниси да отвараат, да влагаат у разни комбинации, ташнаревичи, машнаревичи, да намалуваат пресуди за 4-5 години, пример осуда на 9 му намалиле на апелација да биде на 4 на ова. И ние треба да веруваме дека тука нема корупција. Тај што нема логика, има корупција. А овде, Бога ми, нема многу логика. Зато има корупција. И во случајот со оваа светицава што збореше за муши, и во случајот со овој со 14 испити што има положено за 1 месец. Тотално нема логика. Ви реков на Бил Гейтс, на Никола Тесла да му кажете, ај сега задача ти е за 1 месец да положи 14 испити на било кој македонски универзитет. Имаме вие неколку така шугави тамо. Ама 14 да ги положиш. Ке се искака од страв. И ти рече, нема шанса, човек, шо ми збориш, бе, какви 14 испити на факултет за 1 месец? А нема таков факултет у светов. Не, ке му речеш. Билче, на Бил Гейтс ке му кажеш, Билче, не, има таков универзитет и факултет. Има кај нас, слободно дојди. Ама не, вика, како бе, 14 испити људи, па тоа само колку книги се. Па по една да читам, да земам од секој предмет по една книга да прочитам, па ја не можам у 2 дена да ги читам книгиве. Прво не можам, вика, за да ги положам у 1 месец, ќе ми треба претходно колку ќе ми треба да изгубам време. Колку? 6 години да ги прочитам сите книги, за да можам 14 испити да искочам и да ги испердашам вака да видат колку знам. Веќе 6 години ќе ми треба да ги прочитам книгите. Ако сум толку гениален, па у месец дена све сум прочитал, све знам и искачам у месец дена 14 пријава. Искачам на сите 14, брилирам. И добивам оценки. Не знам колку ова ви значи што го зборам, мислам на нашите политички фигури, без разлика од која партија се, не знам колку ви значи ова што го зборам, не знам дали сте свесни за ова што го зборам, а свесни сте. Значи, целиот напор е во тоа само нешто да преземете. Ама не палиативна мерка, не андол, не андолче за овие метастази. Не. Коњица. Коњица со артилерија, со превртување на грб, ви кажав. Со стап, со све. Иначе, отидовме у пропаст, одма можам да ви кажам. Одма. Оти тој, корумпираниот и што корумпира, утре кога ќе дојде во позиција на моќ, мислите дека на таков му е проблем да потпише се што ќе му понудат? Мислите дека на таков му е проблем да прифати одредена цена за да направи штета на цела една држава или на цел еден народ? Така дојде до тоа. Кога ништожниците со купени дипломити доаѓаат на власт. За него нема граници у тоа што може да и цена за тоа што може све да направи за добри пари. Може све да направи. Ако ме разбирате што сакам да кажам.